Добар ден, почитувани гледачи, или веќе добро вечер, затоа што по 17 часот сонцето не само што заоѓа, туку темнината си го зема своето. Есене и то доцна до 22 декември. А ние ќе видиме како тоа ќе изгледа како доцна есен или рана зима во изборите во Македонија. Некому вака, некому онака. Ние како медиумска куќа сме должни вас да ви известиме за разните дилеми, за случувањата, но и да поставиме прашања кои се во ваш интерес. Се со цел да ви имате по-реален увид во тоа што политичарите ви нудат, но и тоа што вие просудувате дека е реално и дека е во ваш интерес. Тоа е нашата задача. До петок можеме да ги пуштаме кандидатите според законот кој е донесен на 6 јануари минатата година, можеме кандидатите кои се на листите да бидат до нивното објавување. По објавување до почетокот на кампањата нема да можеме да ги пуштаме на телевизија оние кои се веќе кандидати за ваши представници. Тоа се имиња на листите. Затоа ги повикувавме едната и другата страна тоа да го сториме, но се уште од едната страна немаме кандидати за да можеме да ги представиме до петок. Значи, доколку се случи некаде во утрешниот ден да ги имаме кандидатите за ваши представници од тројката од коалицијата на ВМРО ДПМН, во петок ги повикувам да бидат наши гости пред да започне оној официјалниот дел од кампањата што ќе започне оној таму понеделник на 21. Некои од партиите си ја завршија работата и влеговме во дискусија околу тоа кој се треба и како да не представува. Јас овде ќе поставувам прашања во ваш интерес и оно што вие го сугериравте, а моите гости ќе си кажуваат своите ставови. Излезе листата на СДСМ заедно со коалицијата и како што тие велат со шарените, заедно со невладините организации, заедно со јавните личности. Што има во неа? Ќе прокоментираме токму со еден од листата на СДСМ за нас овде за тројката важна. Благој неколку пати беше доводе гости, но сега званично како втор носител, како втор на листата на СДСМ Благој Бочварски. Добар ден во мојава емисија отворена на тема. Добро вечер, благодарам за поканата. Или добро вечер веќе. Така доцна. Благодарам за поканата. Ево и денеска во својство на кандидат на листата на Социјалдемократскиот сојуз и Здружената опозиција за пратеник на местото број 2. Така, сега вообичаено е во светот да се поставуваат и персонални прашања, иако кај нас некако колективното е над персоналното, место да зборуваме за квалитетите, знаењата и ставовите на Благој Бочварски, ние ќе зборуваме за ставовите на партијата, но тако е времето. Започнах само едно прашање до вас. Мислам дека еднаш ќе ви прашат за ова пред една година. Зошто толку млади луѓе влегуваат во политика? Па вака, младите луѓе, јас сметам дека како дел од ова општество, еден значаен, крупен дел од ова општество, со својата енергија, со својот ентузијазам, оние кои што сепак решиле да бидат дел од политиката, од политичкиот живот, е добро да бидат вклучени во политиката и тоа на високи партиски, јас би рекол и на државни позиции. Младите луѓе со својата енергија може да дадат голем, крупен чекор придонес кон подобар живот на сите граѓани, меѓутоа и во овој момент посебно во Република Македонија, кога најголем дел од младите луѓе ни се иселуваат, треба токму ние младите кои што останавме овде да ја биеме битката во наредниот период за правата на младите, за да младите ги вратиме дома, бидејќи без младите иднината на Република Македонија не е сигурна. Младите кои ќе останат овде во Република Македонија, ќе имаме и посигурна и посреќна иднина за сите нив. Меѓутоа, и не само за нив, ќе се бориме и за сите граѓани на Република Македонија, меѓутоа и за пензионерите, кои што се исто така граѓани на оваа земја кои што го изживеале својот век, а сега треба да имаат една пристојна старост, за нивните сигурни пензии, за покачување на нивните пензии 2 пати во текот на годината или порамнувањето кое што денеска не се прави, и за секој граѓанин кој што во Република Македонија живее, останал, да направиме поквалитетен живот и да се обидеме да ги вратиме оние кои што ја напушти Република Македонија. Така, вашиот председател рече дека 7,5% од купниот број или 8% од купниот број на листите
се млади луѓе испод 30 години и дека тоа е еден систем кој е вграден во листите, но сепак останува печатокот, кога разговараме како Благој Бочарски, останува печатокот дека на македонската политичка сцена најголемиот број на луѓе се околу меѓу 40 и 50 или меѓу 30 и 40. Меѓу аналитичарите веќе не се зборува за јувенализам или подмладување, туку за адолесценцизам или за премлада екипажа на политиката. Гледам во владата на таква комбинаторика има и во Србија. Во Хрватска таква работа немаме. Одлика ли е тоа само кај нас млади луѓе да земаат високи позиции во обществото? Па видите, случајот со третата изборна единица е дека носителот на листата во тројката е млад човек, односно на своји 33 години ми се чини, Љупчо Николовски, кој што е дополнителен заменик министер во Министерството за земјоделие, каде што се докажа како многу квалитетен кадар во оваа пржинска влада, за да докаже какви нерегуларности и какви криминали кои што се на повидок се случувале во таа влада. Јас сум на своите 31 година, човек кој што сум на втората позиција во оваа листа, меѓутоа не значи тоа дека во наредниот дел од листата немаме и поискусни луѓе кои што се во поодминати години. Имаме и млади, и стари, и мажи, и жени, запазени се сите обврски кои што ги заземавме како политички партии према државата за 40% учество на жените на листите, така што до 10-тото место имаме 4 жени. Во однос на другите листи, можам да кажам дека еве ситуацијата е дека Стево Пендаровски е носител во првата изборна единица, или Зоран Заев во четвртата, Радмила Шекеринска во петата изборна единица, така што Оливер Спасовски во двојката и Петре Шилегов во шестката. Така што тројката има можност да млади луѓе ја предводат листата со многу енергија, меѓутоа и такви луѓе се потребни во овој момент овде во овој регион, бидејќи тројката територијално најмногу зафаќа од Република Македонија и такви луѓе треба сега да се спротивстават на ова режимско лудило кое што го имаме во моментот. Инаку не е точно дека само млади луѓе, односно дека само млади луѓе ги водат листите на Социјалдемократскиот сојуз. Младоста и искуството се одлика на оваа листа, на овие листи, меѓутоа и шаренилото, спектарот на шаренило кое што го имаме во нашите листи, не само од социјалдемократи, луѓе либерали, а луѓе од Нова социјалдемократска партија, од 16 партии кои што се коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, со широкиот фронт, граѓански здруженија, како што кажав и во претходната емисија кога гостував овде, дека ние склучивме сојуз со граѓаните. И тоа го правевме заедно, протестиравме заедно, се бориме за исти цели со многу граѓани и граѓански здруженија. Меѓутоа, многу од граѓаните или од експертите во јавноста предвидуваа дека ние после тие протести, кога ќе дојде време за создавање на нашите листи, ќе ги тие луѓе поттргнеме настрана и дека ние повторно само од опозицијата или од стожерот, од Социјалдемократскиот сојуз ќе се ставиме на листи и тие луѓе ќе ги заборавиме. Тоа не е така. Покажуваме дека склучивме искрена и имаме искрена и честна намера да склучиме сојуз со сите граѓани, со оние кои што не размислуваат како левица и оние кои што размислуваат за одредени прашања имаат различен став со нас и токму тоа е разликата на опозицијата од ова што денеска е ВМРО-ДПМН или власта во Република Македонија изминатите 10 години. За некои програмски цели и ставови околу идната политика во вториот дел од емисијава, а јас сега имам една друга прашање до вас, која разгледувам вака листата, 7, 8 и 9 место ви се коалициски партнери. Во нив е председателот на пензионерите, генералот Николовски, на 9 место, на 8 место ви е представник на либералната партија, ако не се лажам. Значи ние ги имаме оставено тие три позиции за коалицијата. Така, но ние не би биле новинари ако не дознаеме зашто се работи. По тоа оставаме простор да коалицијата си ги одреди своите места кои ќе бидат нивните кандидати до петок. Значи ние законската можност е до петок до 11 месечини ноември да секој од кандидатите го прифати мандатот и да поднесе да ја поднесе до опозицијата барање, односно прифаќање на кандидатурата и потоа опозицијата до Државната изборна комисија да ги поднесе листите. Не би навлегувал кои ќе бидат тие кандидати, она што знам дека
ми се чини дека турската партија ќе има една од позициите и дека либералната партија и новата социјалдемократска партија ќе има една од позициите. Меѓутоа, можеби ќе има и некакви промени, ротации, тоа ќе го видиме на 11 ноември. Она што е важно е дека на листата се вклучени и освен од различни политички партии, од граѓански здруженија и од различни етнички заедници, вклучени се македонци, имаме албанци на други листи, имаме турци, роми, власи, бошници, практично сите етнички заедници ги застапивме, токму заради тоа што се бориме за една поинаква Македонија. Македонија е еднаква за сите граѓани, различно од ова што е денеска. Македонија во која што нема граѓаните да живеат лошо, а лидерите да се прават најголеми националисти, а навечер да седнуваат меѓусебно да пијат кафе и да ги договарат утрешните потези. Дали наутро ќе објават дека треба македонците и албанците да се тепаат по улици за крстот, например, во Скопје или за црквата на Кале и да ги повикуваат симпатизерите на политичките партии, да речеме ДУИ и ВМРО ДПМН, да се испотепаат млади деца, за да утре седнат повторно во владата двајцата најповикани Никола Груевски и Али Ахмети и да си продолжат со одличната тендер коалиција. Така, ние да продолжиме со нашава тројка, а за поглобалните прашања, барем во Македонија, ќе го разгледуваме тоа со некои други гости. Нас не интересира ова што си е наше и овде. Вака, за вашева, за листата за во тројката немаше поголеми барем јавно покажани негодувања, дури како што слушнав и на партиските органи немало големи приговарања. Така натаму, од мои гледачи некој ме праша дали ќе бидат од дом на листава, како што јас дознавам дека во првите 12 нема, а во вторите 12 не знам, сега уште, како што рековте, не е искристализирано. Но, 2 години слушаме нерегуларни избори кои се технички завршени, но недемократски и така натаму. Слушавме и по бомбите и сега во овој момент имаме, како што изјавувате од вашата партија, дека имаме минимум услови. Мене ме интересира едно прашање, претпоставувам дека и мојве гледачи ќе ги интересира. На едно интервју овде од невладините организации Цивил Мост и така натаму, ми ги рекоа дека ќе има добар број на изненадувања во тројката поради тоа што нивото на оцелување што вие рековте во овој дел од Македонија се покаже како поголем од статистиката и дека можеби овде е условот за така да наречени нерегуларност или можност за неприфаќање на изборите. Да бидам јасен дека тројката се уште е непознаница за тоа кој се треба да излезе на избори. Имавте ли направено такви симултани анализи? Направивме секакви најразлични анализи, инаку нашата партија завзеде еден став уште пред неколку месеци, дека Република Македонија ја гледаме како една изборна единица, една изборна единица бидејќи секој глас ќе биде еднаков, ќе важи исто подеднакво и дека нема да има разидување во однос на третата или шестата или на други изборни единици во однос на гласовите, дека тројката е најголема по територија, меѓутоа најмала по број на гласови и сега се отвараат прашања, тоа не го прифатија останатите политички партии. Инаку помалите политички партии застанаа за тој предлог. Ние го поддржавме, не се плашиме од тоа и се заложуваме веднаш после изборите Македонија да во разговор со останатите политички партии да дојдеме до едно такво решение. Македонија да биде една изборна единица за да немаме вакви осцилации. И ако има и отворени листи, второто прашање, Социјалдемократскиот сојуз се залага исто така за отворени листи. Граѓаните да можат да гласаат и за првиот кандидат, можат да гласат и за 20-тиот на листата. Така што кандидатите за пратеници ќе бидат ослободени од стегите на партиите и од притисокот од лидерите или од високите партиски функционери. Така што секој некој што ќе биде на листата и може хипотетички да се случи да 20-тиот има поголем број гласови од првиот на листата и тој ќе биде пратеникот, тој ќе биде застапникот, представникот на народот во парламентот. Така што во делот на вашето прашање внимаваме на сите можности, на сите опции за било какви манипулации на изборите. Оваа анализа која што ја направи Државната изборна комисија со прочиштувањето на избирачкиот список е максимум што може да се направи во еден таков момент за државата, брзо, ефикасно, меѓутоа и да без направен попис во Република Македонија. Ние немаме попис поголем повеќе години
и сме една од двете земји во светот кој што нема направено попис во законски утврдениот рок, кога се прави односно во утврдените рокови, како што се прави во остатокот од светот, така што во едни такви услови брза проверка на населението беше единствено да се направи на компјутерски начин и се најдоа да речеме 40.000 гласови кои што беа спорни во таа анализа, дел од тие се постоечки луѓе овде кои што живеат, меѓутоа промениле адреса на живење од една во друга и смениле презиме и адреса и така што ги појави системот како спорни гласачи, имаа можност тие и уште имаат можност да се пријават да бидат дел од изборниот процес. Од тие 40.000, 10.000 веќе се пријавија, останаа 30.000 спорни гласачи кои што се избришани, меѓутоа и од тие повторно до уште одреден период ќе имаат можност да се пријават. Тоа сега е околу 5.000 луѓе кои се пријавиле. Така, значи ние нашите анализи и проценки говорат дека ВМРО-ДПМН во изминатите години 25.000 од тие 40.000 гласа ги употребувала на изборите. Тие луѓе не се сите фантоми. Тие луѓе се и луѓе кои што се иселени од Република Македонија по 15, по 20 години и се немаат вратено од тогаш. Тие луѓе никогаш не гласале овде, меѓутоа некој им го искористува правото на гласот. Од друга страна, 171.500 гласачи се ставени во посебен втори избирачки список, во посебна книга, кој што гарантира дека со оваа анализа дека тие се иселени и се надвор од Република Македонија, доколку дојде некој од нив, ќе биде во втората книга и ќе може да го оствари своето право на глас. Ние не сакавме да ги избришеме тие луѓе, меѓутоа и нашите анализи покажаа дека од тие 171.500 и 55.000 ВМРО-ДПМН исто така ги користела за гласањето. Така што сега бидејќи ќе бидат во посебна книга, ќе се обрати внимание во момент кога ќе на избирачкото место се земе втората книга, сите наблюдувачи од Социјалдемократскиот сојуз и од ВМРО-ДПМН ќе можат да отворат 4 очи и да гледат кој е тој што дошол, а меѓутоа има уште една новина, до секој на избирачкиот список ќе има сликичка. Така, тоа е истата со сликата од личната карта. Или пасош. Поврзана со системот на Министерството за внатрешни работи, така што ќе може да се отклонат и дополнителни можности за нерегуларности во Република Македонија. Така што правиме се, ќе внимаваме ние како партија со нашите наблюдувачи на изборниот процес, ќе бидеме будни постојано и пред денот на избори, кој што е многу важен, и во делот на кампањата и на денот на избори да помине се во најдобар ред. Всушност, зошто се постава прашањето дали ние се плашиме од одредени манипулации? Затоа што токму ВМРО-ДПМН во изминатиот период ги правеше манипулациите. Јас не сум слушнал дека досега некој постел прашање на член од ВМРО-ДПМН, на функционер од ВМРО-ДПМН, дали се плаши од нерегуларности од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што ние одиме искрено и честно, сакаме волјата на граѓаните да се види. Сомнежот е во нешто ја поседува власта, нели? Така е. Тоа е нормална работа. Така е, а меѓутоа овој пат во овие 10 години се покажа дека притисоците се огромни и врз најголем дел врз државната администрација. Ќе правиме се да го растеретиме тој притисок преку техничката влада, преку нашиот министер, дополнителен заменик министер за администрација и преку Министерството за внатрешни работи. Јас уште еднаш ќе ги повикам граѓаните да пријават било какви притисоци доколку се случуваат, затоа што кој да ги прави тие притисоци? Ако ги прави некој член на Социјалдемократскиот сојуз, слободно. Така, тоа е санкционирано со закон, запретена е казна до 5 години затвор, треба да знаат граѓаните дека за такво нешто може да се одговара, ќе се одговара и ќе се оди во затвор. Меѓутоа во претходниот период проблемот беше што законот е исти, постоечки, никој не го применуваше, затоа што им се одврзуваа раци на локални шерифи, да малтретираат луѓе, да ги влечат за уши, како што кажува и Гордана Инкуловска, одредени граѓани на Република Македонија, за да гласат. Тоа овој пат нема да се случи, ќе департизираме Македонија, а после изборите ќе се уверат граѓаните како СДСМ ќе води оваа земја на еден многу поразличен начин од ова. Они кои се кандидираат да ги превземат доверието на граѓаните, мора да имаат ставови по низа на прашања по кои се одредуваат. А наша работа е да ви поставиме прашања и да ги слушнеме вашите мислења како ставови. А ова досега што го кажавте за начинот на злоупотреба, доколку ја има се разбира на процесот на избори, се надевам дека јавноста еден ден ќе дознае како тоа, бидејќи 2 години се наслушавме, се употребувале, не се употребувале, како, иако
самата технологија на тоа ќе треба да знаеме, ако ништо друго како белек од историјата или како опомена да не се прави тоа, но додека нема некој кој ќе одговара за тоа, ќе биде само дел од историјата како новински надпис. Сега вака. Бидејќи сте вие претендирате да бидете наш представник од тројката, имаме ние специфични интереси и специфичност, затоа сме различни во Македонија. Во Македонија провеува едно мислење, вашиот став е нужен за нашиве граѓани, сограѓани од тројката. Ќе биде ли федерализирана Македонија? Затоа што според толкувањето изјавите на вашиот председател, соперничката страна вели, ако дојде Заев на власт или ако дојдете вие на власт, ќе биде федерализирана. Тројката наша ќе биде ли федерализирана? Ќе биде ли дел од федерализирана Македонија? Апсолутно не се согласувам со тоа. Таков став ниту председателот на СДСМ, ниту некој од СДСМ не објавил никогаш. Федерализација е еден крупен израз кој што не може туку така тоа да се оствари. Република Македонија функционира поголем временски период врз база на рамковниот договор од 2001 година, кој што го подпишале 4 политички партии, кој што е се уште актуелен и кој што ја не сум слушнал некој од големите политички партии дека не го поддржува и дека бара тој политички договор да не функционира. Тоа е минатото, не сакаме да се навраќаме кои се подточките и ставовите, односно се она што треба да се поддржува од тој рамковен договор, бидејќи тоа е минато, ние сакаме една и единствена работа. Една Македонија еднаква за сите граѓани. Значи, уставиот унитарен карактер. Ќе остане исти како што е денеска, нема федерализација, тоа се чисти, јас би рекол, небулози, најблаго кажано, или глупости кои што доаѓаат од кујните на ВМРО ДПМН. Федерализација нема и не може да има. СДСМ такво нешто нема да дозволи никогаш и кога ќе биде власт и кога ќе биде опозиција да се случи. Како голема политичка, одговорна политичка партија се заложуваме Република Македонија да остане една единствена ваква каква што е. Ако се навратиме и порано во претходниот период, во 2001, други политички партии заговараа поделби на територии. Ние бевме и тогаш против тоа. И денеска се залагаме ваква Република Македонија да остане со сите етнички заедници застапени вакви какви што се. Јас сакам да зборувам за бидејќи вие ќе ги представувате, доколку ви изберат, се разбира, граѓаните од тројката. Да. Вашиот став околу тоа е нема да има федерализација. Ќе повторам, нема да има федерализација. Или ќе има, вие знаете што одговарате. Нема да има федерализација, тоа е став мој на раководството на Социјалдемократскиот сојуз и во време на власт и во време на опозиција, ние ќе бидеме силен противник на тоа. Така, и можете едно прашање, бидејќи статистиката вели дека овде во тројката некои над 80% се македонци православни, сите други се под 20%. Една од загадките или извлекување на заклучок од изјавите на вашиот председател е дека Македонија ќе биде со два званични јазика, по кој што албанскиот јазик ќе биде втор службен јазик, надо проширено толкување на она што е устав на Република Македонија и дека едно утро Штип, мојот, твојот, нашиот Штип, Свети Николе, Велес денес еден дел од општината има двојазичност, Берово, Пехчево, Кочани и така натаму, на таблети ќе пишува на македонски и на албански. Што е вашиот став? Мојот став исто така, не се согласувам со тоа, бидејќи и тоа е извадено од контекст и тоа е припремено во кујните, во провладините медиуми, мегафони на ВМРО ДПМН. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз, исто така како и јас и вие, е потекнува од една чиста или почиста етничка средина од Струмица и неговото широко размислување за Република Македонија се дозволува да се толкува на еден или друг начин. Од тоа нема ништо. Штип никогаш не може да биде, бидејќи преку 94%, мислам дека по последниот попис, граѓани се етнички македонци. Ќе се повикам повторно на рамковниот договор кој што вели дека доколку има над 25% население албанци или било кои други, тогаш треба да се употребува на таблите како што вие ме прашувате. Како званичен јазик и јазикот на делот од народот кој има мнозинство од 20%. Така е, значи ние нема да дозволиме ниту промена на тие на тој договор кој што е постигнат во 2001 година. Штип ќе си остане ваков каков што е град на етнички македонци, меѓутоа јас сакам да видам Штип во кој што
ќе можеме да разговараме сите ние штипјани и со албанците како еднакви граѓани на Република Македонија кои што живеат и во Гостивар и во Тетово, ќе имаме пријатели албанци бидејќи доволно е секој кој што студирал во Скопје да има свои пријатели албанци. Еве јас сум студирал во Скопје и од тогаш имам многу пријатели албанци кои што и до ден денеска комуницирам, контактирам и луѓе кои што знаејќи мојата политичка припадност ни ја даваат поддршката и гледаат дека ова што го правиме е тоа вистинското за подобрување на животот на граѓаните. Штип не може да има двојазичност бидејќи овде не живеат ниту албанци, ниту живеат доволен број на турци, роми за да тоа се случи. Така што ги отфрлам сите тие обвинувања од страна на власт. Инаку нема да ја помагам јас со идеите на политичките партии. Теоријата за персонална автономија во Европа одавна позната. Унгарија ја воведе како дел од уставот, до кој што автономијата на јазикот и на културата ја носи секој поединец и државните органи спрема него треба да одговараат на начин кој е пропишан со закон, но тоа е позната теорија на Лукачева за персонална автономија. Кај нас не знам, вие политичарите ќе донесете одлука. Јас ја замолам режија, сметам дека е време за кратко ЕПП, а после 4 главни точки за од кои што подосна ќе живееме. Почитувани гледачи, мала пауза па продолжуваме. Продолжуваме со вториот дел на нашава емисија Отворено на тема. Мојот гостин е Благој Почварски, вториот на листата на СДСМ со коалицијата во нашава трета изборна единица. Јас му поставува прашање за ставови за кои што тој како наш сограѓанин треба да ни ги каже, кој се секако одраз на ставовите на неговата политичка провиниенција и неговата политичка партија, но ние да ги запаметеме ставовите, затоа што да имаме кого да повикуваме меѓу политичарите кога ги менуваат ставовите, затоа што нашето доверие се дава врз основа на ставовите кои нам не ги пласираат. Доколку ги менуваат, останува етичката дилема дали тогаш останува и нашата доверба кон нив. Господин, јас започнав со, така да кажем, една општа позната етичка норма во политиката, но тоа е за некои други времења и за некои други разговори. Она што нас не интересира, сите граѓани во Македонија, во истекот на 2016 е како ќе живееме и на што ќе биде фокусот, доколку бидете во положба, во можност да формирате влада. Според она што е познато во макроекономската политика е дека фискалната дисциплина зависи од економијата, но и трошењето на заедничките пари. Јас би сакал да ви поставам само 3 точки за кои што намерата на вашата политичка партија да го прави е оправдано или неоправдано на граѓаните, но тој мора да го знаат. Прва и работа е капиталните инвестиции. Значи, овде има еден сет на дефиниции што се тоа, но да кажеме, во предвидувањата на секој буџет во Република Македонија тие се движат како предвидување 18, 20, 28, 30%. Дури и буџетите на локалните самоуправи одат дотаму. Што вие ќе направите по прашањето на капитални инвестиции? Затоа што тоа се единствен место од каде што може да се вратат дубиозите кои настануваат со кредитирање или со буџетски дефицити. Па вака, јас ќе почнам најпред во делот со неколку реченици како вовед на одговорот на ова прашање во делот на економијата. Значи, целосна прераспределба на државните ресурси, средства кои што ги има државата во еден буџет во текот на една година, во однос на ова кое што го имаме денеска и во изминатите 10 години. Се бориме за целосно нов концепт. Концепт кој што е многу поразличен од овој кој што го има денеска ВМРО ДПМН. Ако денеска сме сведоци на трошење на народни пари, огромни средства. Концепт на прибирање на средства или концепт на трошење на средства? Но што рекол дека ќе биде транспарентен. Еве, јас сега зборувам за концепт на трошење на средства, меѓутоа ќе ви кажем и во делот на прибирање на средства. Ако не ги прибереме средствата, не може да трошиме. Така е, во делот на трошење на средствата имаме огромни забелешки. Во делот дека се трошат народни пари за непродуктивни трошоци, кои што во буџетот стојат под ставка капитални инвестиции. Како што кажавте и вие, капитални инвестиции е дефиниција која може да се даде различна дефиниција за тоа што се капитални инвестиции. За мене капитални инвестиции не се спомениците, ниту се фасадите во Скопје, ниту зградите на министерствата кои што се остануваат капитал на оваа земја, меѓутоа инвестиции каде што имаме 5.500 евра метар квадратен е
претерано, огромно трошење, криминално за можно ли е тоа, власт. што вели вашата струка, иако излижено е тоа веќе да ги прашувам по 100 пат, можно ли е тоа во центарот на Скопје да кошта 5000-6000 квадратни метри? Зошто да не? Јас сум го кажувал ова во делот на искуството кое што го имам во делот на градежништвото, дека метар квадратен изградена површина не кошта повеќе од 300 евра. Зборувам за стамбена изградена површина. Ако зборуваме за административни објекти, каде што се... За нив зборувам? Да, каде што се ставаат поскапи материјали, тоа се административни репрезентативни објекти, не може сепак да отиде цената до 5500 евра. Ја разбирам да отиде до 600-700 евра квадрат, меѓутоа 5500 евра. Знаеме како се прават по повеќе анекси на договорот. Значи, една компанија ја зема работата за одредена сума на пари, а потоа се прават 2, 3, 4 анекси со пумпање на цените. Законот вели 30% од основната цена, договорена на тендер. Да. Сега во Република Македонија тоа многу често и не се почитува и затоа велиме дека мораме да ги испитаме сите и да ги истражиме сите тие работи кои што денеска како опозиција не можеме да допреме ниту до документите, а и во вакво судство тешко може да се тоа реши. Меѓутоа ќе ги истражиме сите овие неправилни трошења на народните пари и доколку се утврди, не можеме ние без судска одлука, меѓутоа доколку судот утврди дека тоа се потрошени народни пари неправедно, тие се наши граѓански пари на сите граѓани, тогаш некој ќе одговара за тоа во Република Македонија. Во делот на како ќе ги прибираме средствата, можем да кажам дека веднаш ќе направиме радикална промена, а тоа е побогатите ќе плаќаат повеќе. Значи деношниот систем ќе го измените, така? Така. Данокот ќе остане исти, данокот на додадена вредност, меѓутоа ќе го плаќаат побогатите, а помалку богатите, односно посиромашните ќе плаќаат помали даноци. Казни кажете дека принципот на рамен данок ќе го напуштиме со праведен данок, кој што е праведен, токму можеме да го толкуваме таков како што е и самиот израз, праведен за секој. Не може некој кој што зема 10.000 денари плата да плаќа 10% на тие 10.000 и некој што зема 100.000 или има и во Република Македонија граѓани кои што земат и 20.000 евра плата да плаќаат 10%. Побогатиот може да си дозволи да плаќа повеќе, посиромашниот помалку. Тоа е првиот момент. Казнената политика. Не смееме да дозволиме во буџетот да има ставка казни однапред утврдена. Тоа значи дека ние после инспекциите треба да ги пуштеме по теренот и зборувам секаков тип на инспекција. И од контролите од Управа за јавни приходи, и сообраќајните контроли, кои што мораат да пишуваат казни. Сите сме сведоци во Република Македонија дека некогаш се случува да дојде инспекција и да ти каже морам да пишам казна. Имам наредба да пишам казна. Ние се залагаме во нашата програма најпрвен, во нашиот план за Македонија најпрвен да има опомена доколку некој не работел законски, а потоа доколку друг пат дојде и се испостави дека ја повторил истата грешка, ќе има казна, меѓутоа казната ќе биде помала за 50%. И казните ќе се одредуваат според големината на, ако збориме за правни субјекти, според големината на правните субјекти. Вака сега, кога се зборува за структурата на буџетот на Република Македонија, овие денови се експлоатира или се зборува од разни стојалишта, но и се осветлува, така и треба да биде. Она што се нарекува капитални инвестиции се под неколку точки редува. Првата е инфраструктурата, втората е здравството, третата е образованието или втората е образованието, третата е здравството и четвртата е екологијата. Ајде сега да видиме вака. Вашиот став за тројката овде, во планот вие што го имате, бидејќи да бидеме малку и локал патриоти, не? Ние вас ве избираме. Што е во она што го нарекувате инфраструктурни капитални вложувања, кои ние може да го очекуваме доколку вие располагате со заедничките пари? Јас, како член на раководството на Социјалдемократскиот сојуз, ја добив и честа и можноста да ја водам Комисијата за транспорт и врски на Социјалдемократскиот сојуз, која што под неа припаѓа и инфраструктурата и инфраструктурните проекти. И понекогаш случајно сум еден од најповиканите од мојата политичка партија и сум учествувал во делот на создавањето на програмата во делот на инфраструктурата.
сакам да ги кажам целите, бидејќи овде можем и да зборувам со сигурност најмногу, бидејќи тоа ми е и струка и тоа го работам во партијата. Во источниот дел од Македонија, автопатот кој што е започнат е реализиран некаде во моментот 40 до 50%. Ќе го продолжиме експресно и ќе го доизградиме веднаш. Значи се работи за капитална инвестиција. Таму има динамика со подизведувачи, да запазите динамиката. Да запазиме динамиката, ќе видиме кои се можностите, бидејќи тоа е објект капитален кој што враќа повратен бенефит кај граѓаните. Автопатиштата, доколку немаме добри патишта, нема да имаме ниту развиена економија, ниту бизнис сектор. Зошто се иселуваат граѓаните од Република Македонија? Еве, ако прашаме зошто немаме млади во Берово или во Делчево или во Пехчево, немаме затоа што нема бизнис сектор каде што немаат услови, немаат можност да одберат каде да работат. Немаат ниту две, а не па повеќе можности да одберат. И тие доколку не се вработат во администрација, во тие неколку административни структури таму во локалната самоуправа. Болница или локалната самоуправа. Така, или тие го напуштаат Берово или Пехчево или било кој од тие градови, и јас морам да кажам дека доколку имаме квалитетна инфраструктура, квалитетни патишта, можеме да привлечеме и странски, но и домашни инвестиции. Тогаш ќе го заживееме регионот, меѓутоа и со другите мерки од програмата за кои што ќе зборуваме верувам подоцна, дека во овој момент можем да кажам патот ќе Штип Миладиновци ќе биде со забрзано темпо граден и очекувам во најбрз можен рок веќе во текот на наредната година да биде во функција. Тоа е што се однесува до автопатот Штип Миладиновци. Во делот на другите патни правци во источниот регион, веднаш започнуваме со изградба на нов пат Штип Кочани, за кој што има веќе изготвено проект и подигнато кредит за изградба. Ќе почнеме веднаш со изградба на тој пат, бидејќи тој пат е преплавен со многу црни точки, пат кој што е опасен за движење, кој што поминува низ повеќе населени места, каде што се има граѓани кои што возат доста брзо, меѓутоа има и земјоделска механизација која што излегува од нивите околу патот и таму настануваат голем број сообраќајни незгоди. Во делот на патот Штип Радовиш исто така веднаш започнуваме со изградба, пат кој што е во многу лоша состојба и кој што е поврзување на Штип и Струмица како два големи центри во Источна Македонија, така што започнуваме веднаш со изградба на тој пат и во втора фаза Радовиш Струмица. Меѓутоа Радовиш Струмица е помалку опасен и е пат кој што во овој момент не е најнеопходен. Поради конфигурацијата има една делница која што е во поскоро време пуштена во употреба. Не е толку опасна за движење, јас би рекол. Меѓутоа ова од Штип до Радовиш е пат кој што ќе почнеме веднаш да го градиме. Така ќе го заживееме истокот. Нема да го заживееме истокот ако зборуваме за федерализација, за двојазичност, тоа нека го прават другите. Ние зборуваме за инфраструктура, парите да ги вратиме во инфраструктурата наспроти она што го прави ДПМН, вложување во споменици. Јас би рекол парите 10 години ги трошат, односно 9 години ги трошат на изградба на проекти кои што не враќаат повратен бенефит кај граѓаните. Парите се трошат, ни одат надвор од државата, се крадат. Кога доаѓа ред да се гради инфраструктура, Република Македонија нема ресурси. И затоа сите овие патишта кои што се почнуваат се градат со кредити. Ќе продолжиме веднаш да ги изградиме, меѓутоа кога ќе ги стегнеме, јас би рекол народски кажано, вентилите на трошењето на парите во однос на непродуктивните трошења кои што се 300 до 400 милиони евра годишно одлеани пари или надвор од државата или со градење на споменици, на непродуктивни трошоци, тие пари ќе ги вратиме во изградба на продуктивни објекти. Да ви поставам едно хипотетичко прашање. Да кажеме, доаѓате, оно што е многу важно за Источна Македонија и тема за која што ќе треба да се разговара, бидејќи се работи за вложени 3,5 милиони евра. За нас е тоа големи пари. Доаѓате на место или вашата политичка партија може да ги донесе одлука во Министерството за транспорт и врски, го вадите договорот со ТАВ, кој 2019 изминува 10 години, јавноста не знае колку се тие врзани да прават карго аеродром овде, а експроприацијата на земјишто е завршена и кошта 3 милиона и 600.000 евра. Што ќе направи нашиот представник, доколку биде тама, кажи ќе го правам, нема да го правам? Па вака,
точно е дека беше подпишан таков договор со Турски ТАВ за превземање на двата аеродроми со услов да се направи уште еден аеродром. Ние како политичка партија ќе ги разгледаме најпред договорите. Јас, бидејќи сега зборуваме пред медиуми, мораме да бидеме внимателни во делот на тоа, бидејќи јас не можам да знам што е договорено што е подпишано во тој договор. Она што го имам разговарано во однос на тој договор е дека тоа е само една од можностите да се фаворизира одредена компанија да ги превземе аеродромите. Можам и да кажам дека еве веќе уште малку ќе поминат 10 години, турски ТАВ ни од аеродром не почнал во Штип. Тоа се зборуваше неколку години, јас би рекол, манипулираа граѓаните дека сега ќе почне изградбата на аеродромот, сега ќе почне изградбата, меѓутоа до овој момент јас аеродром во Штип не гледам. Гледам дека и ВМРО ДПМН полека го напушти тоа како концепт. Јас ќе се залагам како штипјанец аеродром да добие Штип, доколку таков договор е подпишан со турски ТАВ. Бидејќи извршена е експроприација на земјишти и некои други мерења, но застана јавноста не знае. Ќе видиме или едната или другата са некој ќе мора да говори за 2 години. Треба да се направат опсежни испитувања на теренот, меѓутоа испитувања кои што не може да траат 30 години. Се прават испитувања кои што дават одредени резултати и потоа се пристапува кон инвестиција. Веднаш по влегувањето во власта ќе ги имаме и повеќето информации, ќе разговараме и со турски ТАВ, со нивните представници, докаде се со тие истражувања, за да видиме што се плановите. Така. Една од стратешките определби во програмите кои ги пишуваат или кои ние ги дознаме е можноста за гасификација. Тоа е една од крупните инфраструктурни проекти. Еве, на само неколку километри од Штип поминува кракот на гасоводот од Клечовце, Кумановско до Неготино. Што за тројката тоа значи и пред се за не се важни само Свети Николе, тројката е и Велес, тројката е и Штип и сите останати. Како ќе ни биде процесот на гасификација? Имаме ли шанса да не си ги сечеме шумите? Гасификацијата е еден од клучните проекти на идната влада на Социјалдемократскиот сојуз. Јас би рекол влада во која што председателот на владата или идниот премиер Зоран Заев како градоначалник докажа и покажа како во општина Струмица може да се донесе газ без при тоа да има никаква помош од централната власт. При тој проект имаме огромни, при реализација на тој проект имаме огромни заштеди. Струмица има преку 20 километри секундарна мрежа внатре во градот, има огромни заштеди. Струмица е еден од двата града во Република Македонија кои што се гасифицирани и вториот град е Куманово, кој што превзема газ од она магистрала која што поминува од Кривопаланка до Скопје. Така, тоа е направено пред 20 години, тоа е направено. Да. Куманово внатре си прави, односно постојано ја надградува секундарната мрежа. Како и се плановите за тројка кај нас? Плановите се дека ќе разгледаме можноста, бидејќи во овој момент, за да објаснам на гледачите, Македонија е поделена на 3 региони во овој дел на гасификацијата на Македонија, кој што според нас е неправеден и не може да доведе до резултат. Тоа го гледаме веќе, јас мислам дека околу 5 години зборуваат за гасификација на Македонија, а нема ни Г од гасификација. Ниту еден град не може да гасифицира, затоа што им е лош системот. Имаат лош пристап, бидејќи тие го даваат источниот регион цел да се гасифицира. Ние треба да го отвориме тој систем и за тројката можеби до Штип минува гасоводната линија. Штип би било полесно да се гасифицира. Меѓутоа, ако зборуваме за другите градови, нема таков инвеститор кој што ќе ја земе на одговорност, да го земе на одговорност целиот регион. Бидејќи тоа е прескапа инвестиција за премалку потрошувачи. Вие треба да пуштите цевка од тука до Берово, до Пехчево, до Делчево, до Кочани, практично до Кривопаланка, односно Кривопаланка има до Пробиштип, а таму има мал број на корисници. И ниту еден инвеститор нема да се нафати да го изинвестира тоа кое што е огромни пари, а повратен бенефит можеби ќе треба да чека и 100 години. Затоа ние ќе го отвориме овој систем, ќе дозволиме на различни начини да може да се пристапи и да може и секоја општина посебно сама за себе да може да пристапи кон превземање на газ. Еве Струмица без да има примарна мрежа дојдена до Струмица гасоводна цевка,
има свој газ преку декомпресиска станица. Ние сакаме да им дозволиме, доколку сака, има можност, има ресурси, градоначалникот на некоја од општините да си донесе на еден таков начин да ја гасифицира неговата општина. Значи ќе го отвориме системот, бидејќи Скопје можеби ќе се најде кој да го изинвестира, бидејќи Скопје е со голем број на население, со многу стопански субјекти, а овој регион е, да речеме, преголем за да некој сам си го земе на грб на товар да го реализира. И затоа ние ветуваме веднаш почнување на гасификација на целиот регион. Источниот регион мора да биде гасифициран. Еве, ако го земам примерот општина Струмица, која што е реално близко со големината на 26,5 километри гасовод. Така, има огромен број на гасифицирани објекти и сите општински згради, граѓаните имаат огромни заштеди. Може ли тоа да се изведе во Штип? Може да речеме во периодот од следните 4 години. Може да се изведе Штип, а може ако има волја и од локалната самоуправа да го направи гасовод, меѓутоа и локалната самоуправа во Штип не најде за сходно да во овие 4 години кога е на власт да направи барем еден чекор во тој дел. Цевката имаме до Штип, меѓутоа немаме ниту 1 километар секундарна мрежа во Штип. Имате 4 години доколку ви се даде довербата, реализирајте го. Да, полза на сите. Да. Вториот дел од ја намерно го поделив вака разговорот, бидејќи најважна работа за моите гледачи нас како граѓани како се трошат нашите пари. Останатото е во сферата на некои убави теории, но најважната работа на светот е тоа. Ако ги занемариме овој неголемиот дел кој се троши за функционирање на државата, плати за администрацијата, функционирање воопшто на она што се нарекува државен апарат, тоа како последно прашање. Вториот дел е инвестициите како капитални инвестиции во здравството, прво во образованието, па во здравството. Во образованието резултатите според вас се од состојбите во образованието се задоволителни или не, или што е тоа следните 4 години што сметате дека драматично треба да го смените? Во образованието најмногу што треба да се промени е системот на образование, образовниот систем. Јас би говорел во другиот дел и за она што треба да се изградат, нови градинки, нови училишта, таму каде што е потребно. Имаме во програмата каде тоа ќе го направиме. Во Република Македонија тоа се објекти кои што мораат да имаат предност пред било каков споменик и пред било каков објект во Скопје. Во системот на образование веднаш најавуваме укинување на екстерното тестирање. Меѓутоа не само укинување на екстерното тестирање, туку ќе воведеме и награда за наставниците, награда за учениците, награда за најдобрите училишта. Ќе ги стимулираме и професорите, и учениците, и раководните тела во училиштата да даваат знаење. Денеска имаме ситуација во која што се казнуваат наставници. Имаме ситуација во која што имаме стресови на учениците поради тие екстерни тестирања, стресови на родителите. Наставниците наместо да предаваат знаење, тие се занимаваат со внесување во системот на оценки или се плашат дали ќе им се разликува оценката преку годината со оценката на еден ученик на екстерното тестирање. Тоа е се формирано денеска врз база на страв и не може да има резултати еден таков систем на образование. Ќе имаме награди за најдобрите училишта во Република Македонија, поттикнување повисоки плати за наставниците кои што ќе бидат најдобри, ќе излезат најмногу ученици и така натаму, за да конечно имаме поздрава образование, млади деца кои што ќе се образуваат на еден вистински начин и ќе бидат гордост, младост и гордост за Република Македонија. Инженер, за прашањата за квалитетот на образованието, споено со конкурентноста на новите работни места, ќе поставам на некој друг кој ќе биде кандидат и кој ќе претендира да води во овој ресор, а ние остануваме на полето на кое што предпоставам вие претендирате. Во Штип се гради клиничка болница. Ставот ваш околу тоа, ќе го продолжите склучените договори, ќе ги ревидирате или ќе ги проширите? Клиничка болница Штип мора да добие. Штип во изминатиот период требаше да има клиничка болница, меѓутоа функционира се полошо и оваа која што имаме, а се нарекува клиничка болница. Секој од нас знае дека кој ќе отиде во болница здрав да влезе, болен ќе излезе од таму. Докторите ни бегаат надвор од државата. Имаме раситнување на кадарот во болниците.
односно докторите ни напуштаат државата, ние како власт мораме да ги покачиме платите на докторите, за да најпрво не ни бегаат. Тоа е јавно здравство, бидејќи не можеме да дозволиме во Република Македонија да се сведе на приватното здравство. Оваа влада, веројатно сакајки, го прави тоа систематски. Во овие 10 години јавното здравство тоне, а се покачува квалитетот на приватното здравство и оној кој што не може да плати, не може да отиде на доктор. Ќе треба да чека со сати. Она што го воведува... Не може воопшто? Воопшто не може. Ако нема пари, не може воопшто да отиде. Така, она што го воведува мој термин направи уште поголем хаос таму. Така што јас би рекол дека клиничката болница како еден капитален објект за Штип ќе ја изградиме, меѓутоа ќе ја направиме вистинска клиничка болница. Не смееме да имаме зграда која што е празна и која што за 2 години повторно ќе се шетаат глувци и бубашваби по неа. Значи таа болница мора да се одржува, таа болница мора да е полна со кадар. Луѓе кои што ќе одржуваат неа и мораме да имаме бесплатно болничко лекување. Тоа го ветуваме за сите граѓани на Република Македонија, за да може секој да си го негува, да си го гледа своето здравје, бидејќи тоа е најважната работа во животот на човек. Така. За сите тие прашања во кампањата детално ќе ги поставаме на луѓето кои го знаат подлабоко овој проблем. Вие сте наш представник и јас инициирав ваши ставови, бидејќи веќе официјално сте вторна листава, ваши ставови за кои што можеме утре да ве повикаме и да речеме господине Бочварски, вака рековте, а што направите? Сега на крајот мора да ве прашам за нешто што е круна на се во живењето, а тоа е човечкиот или етичкиот кодекс. Некаде утрово излезе Доналд Трамп, 45-тиот председател на Соединетите американски држави, и рече изворната трка заврши. Америка не смее да биде повеќе поделена, ги повикувам демократите, од денес ние имаме Конгрес, имаме Сенат и мораме да покажеме единство. 2 години сме разединети, трпиме штета и така натаму. Јас сум председател на сите американци. Говор кој може би некој го очекуваше, некој не, но во така милозвучно извучеше на сите американци, а на сите кои се навикнате нашите балкански демократи во кои што победникот зема се, од портир па до министер, ни изгледа како вселенска станица. Мене ме интересира една работа. Како представник на Социјалдемократскиот сојуз, доколку бидете власт, ќе се однесувате кон оние кои нема да бидат власт, а се ваши политички противници? Па вака. Нова ниво кај нас. Америка, најпред да дадам еден краток коментар, Соединетите американски држави покажаа дека барале промени. И промените се случија таму. До вчерашната власт на председателот Обама, демократите ја загубија власта и сега имаме председател републиканец. Таму се покажа дека граѓаните даваат власт, граѓаните земаат власт. Република Македонија очекувам на 11 декември да покаже како очекува да живее подобро и да ја даде шансата на опозицијата, која што има тотално различен концепт од она што го нудеше власта во оваа власт до овој момент, дека се залагаме за минимална плата која што веднаш во првите 3 месеци ќе биде 12.000 денари, до крајот на мандатот ќе биде 16.000 денари, просечна плата до крајот на мандатот 30.000 денари. За тоа се залагаме, за тоа се бориме. Во однос на прашањето што го поставивте, сакам да дадам коментар. Мораме со смирени страсти, со ладни глави да влеземе и во кампањата. СДСМ и после анкетите кои што ги гледам и покрај расположението на граѓаните кои што го гледам, сум убеден дека со здружената опозиција и заедно со граѓаните ќе победи на овие избори. Веднаш потоа почнуваме да работиме. Сакам да им ветам на сите оние кои што и тогаш и претходно го давале гласот за другата политичка партија, за ВМРО-ДПМНЕ, дека доколку се вработени во администрација, остануваат во администрација, нема никој да биде избркано таму. Мораме да живееме заедно, бидејќи ни се исели народот од Република Македонија, посебно од овој регион. Мораме да излеземе посилни од овој изборен процес, мораме да покажеме како може да се почитува противникот, да бидеме противници, меѓутоа не и непријатели. И затоа, после овие избори, ќе покажеме како Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе владее во Република Македонија без стап, односно ќе владее во интерес на сите граѓани. Секој граѓанин е наш, кој што живее овде, ќе направиме шанса, ќе му дадеме шанса да живее подобро
поубаво, со повисоки плати и да остане овде во Република Македонија, да не го гледа животот надвор од Република Македонија. Ќе имаме шанса да ги видиме тоа, а јас на крајот само со кратко ќе ве замолам, бидејќи ми јавува дека не изминува времето предвидено за ова емисија. Замислете една хипотетичка ситуација во која што истакнат припадник на противната политичка провиненција дојде кај вас и побара една услуга. Вие у таа услуга му направите токму заради тоа што е противник. Можна ли е таква работа, бидејќи претпоставам дека ќе најде на негодување кај една кај друга страна, но тоа е пример кој мора да се случи. Својствено ли е вие вам тоа да го направите? Значи јас нема се разбира ако се работи за по закон дозволено, не е нешто надвор од закон. Да разграничам така се што е она по закон. Не дали се работи за функционер на ВМРО ДПМН, дали се работи за граѓанин кој што не гласал на избори, за граѓанин кој што гласал за ВМРО ДПМН, за граѓанин кој што гласал за Социјалдемократскиот сојуз, секој оној што во Република Македонија ќе приде и ќе можеме да му помогнеме, ќе му помогнеме. Надвор од законот нема да постои ништо такво, нема шанси да се толерира било какви криминални дејанија кои што се случувале или кои што ќе се случуваат, па макар били од СДСМ или од ВМРО ДПМН. Граѓаните мора да бидат еднакви пред закон. Јас се обврзувам дека ќе помогнам на секој оној во Република Македонија, нема да ги делам луѓето на припадници членови на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Мораме да бидеме еднакви сите и да си помагаме бидејќи ќе си ја изгубиме државата ако продолжиме вака како што теравме досега во изминатиот период. Вие помладите ќе предложувате, некој ќе анализира, на 11 ќе се гласа. Јас се благодарам што бевте дел од мојава емисија. Ова ќе го зачуваме како ваш став, па ако ни се случи да отстапувате од неоправдано оставовите, ние слободно ќе го пуштиме на граѓаните. Зашто тоа е наш, се согласувате? Секако слободно е, јас ви благодарам на поканата. Оваа емисија слободно можете во било кое време да ја емитувате повторно. Така, благодарам уште веднаш. Поштовани гледачи, да почнеме да разговараме со нашите соседи, со нашите пријатели, познаници или оние кои не ги познаваме, за разликите кои не разликуваат и за работите кои не спојуваат. Уште сме под импресија што го кажа Доналд Трамп. Ајде да почнеме така да живееме. Завршат изборите, а после сме комшии кои ќе зборуваме за 2-1 на Брегалница и Силекс и некои други работи кои живо значат. Политиката да ја правиме, разговараме за неја еднаш во 4 години или 2 пати во 4 години преку сила. И тоа меѓу двата циклуса на правење зимница или комшиски разговори. Со некој друг гостин од ваша понуда за вас во новата емисија утре на Елис телевизија Отворено на тема. Довидување до тогаш.